Добро утро и од мене. Четврток е време да ја стартуваме емисијата. Денеска ќе имаме музика како тема, односно Мила Николовска Ѓумар ни гостува за прв пат во магазин, но верувам дека тоа апсолутно нема да биде и последен. Навистина станува збор за многу талентирана девојка која што официјално е дел од македонската опера и балет или понова националната опера и балет. Меѓутоа беше неминовно да продолжи по стапките на музиката, бидејќи буквално сите во незиното семејство, почнувајќи од незините дедовци и од двете страни, се задоени со музиката и тоа беше нивната работа. Незиниот татко, познатиот и единствен Саша Николовски Ѓумар, незината мајка и едноставно, еве, денеска имаме една навистина воспитана, убава девојка која што многу сериозно си ја сваќа музиката. Како е да се расте во такво семејство? Како е да се биде меѓу сите тие музичари? Колку е одговорно и дали е притисок истовремено да се занимавате со тоа? Ќе ни каже и самата. Добро утро и добро ми дојде. Добро утро. Како си? Одлично. Вие како сте? Ние сме супер. Ние сме супер, секој ден сме на програма, во живо, баш ни убаво. Прекрасно. Знам дека немаш никаква трема, те гледав на некое друго интервју на македонските телевизии и верувам дека денеска ќе имаме еден супер муабет. Нормално мало возбудан, да, но веќе сум научена доволно емисии сум поминала. Плюс тебе сцената од мала ти е многу позната, така што претпоставам дека таа трема е надмината. Мила, морам да те прашам на почетокот, како е да се расте во целосно музичко семејство? Значи, не зборуваме од мама и тато само, туку зборуваме уште од дедо и дедо. Сега не знам бабите. Тоа не знам бабите дали... не, но бабите не. И тие, нели, секако се со музика пораснати поради дедовците. Искрено, јас сум пресрекна, бидејќи што кога знам за себе си сум со музика, и со опера, и со балет, и со дури и со поп музика која што сама си ја избрав, нели, како хоби. Многу е тешко од толкава фамилија, нели, да почнеш и ти да се занимаваш со музика, бидејќи сепак татко ми сметаше дека треба нешто друго да работам. Но јас самата одлучив дека сакам да се занимавам со музика. Зошто, Саша, сакаше да работиш нешто друго? Зашто знаеше колку е тоа тешко. И во право бил, но љубовта според мене за тоа што го работиш победува се. Едноставно, ако ти имаш љубов кон тоа што го работиш, тоа нема толкова тежина. Така, беше дециден во тоа да не одиш на музика или само ти посочи како совет, па ти кажа, Мила, одлучи ти што и како понатаму? Ми посочи како совет дека ако мене за јазици исто многу ме бивало според него, и многу сакам јазици, исто така имам изучувано и руски и италијански, но сепак музиката беше тоа што сакав да го работам и му кажав уште на 15 годишна возраст дека сакам да пеам, тоа е тоа, едноставно. И он барем ми рече дека треба со опера да се занимавам првично, па естрадата да ја гледам како хоби. А за тоа што како сум израсната уште од мала, од 5 години, од 6 години одам на опери, одам на балети и за мене тоа е сосема нормално, исто и у филхармонија, на дедо ми со синтезис на стапите. Од мала едноставно сум научена да одам на сите културни настани. Така, сега ќе ги откриеме сите овие роднински врски, кој што правел, како работил и така натаму, ама за почетокот малку да се загрееме. Ќе имаме 60 секунди на интересни или прашања. Имаш две опции, ќе одбереш онаа која што одговара за тебе. Добро. Да видиме што ќе извлечеме, може ли? Добро. Да. Ајде, имаме 60 секунди. Да можеш да бираш настап со симфониски оркестар или интимен акустичен концерт? Со симфониски оркестар. Повеќе те обликувало како музичар домот полн со класична музика или сцената во македонската опера и балет? Сцената. Руски романси или македонски евергрини? Македонски евергрини. Повеќе личиш музички на твојот татко или имаш сосема свој правец? Свој правец има. Опера или модерен кросовер звук? Опера. Да можеш да соработуваш со еден уметник, би избрала легенда од класиката или современиот поп джез? Од класиката дефинитивно и би ја избрала, ако збориме за соло пејача, Ана Нетребко. Добро. Повеќе уживаш за сцената во подготовките или во моментот кога ќе излезеш пред публиката? Во моментот кога ќе излезам пред публика. Руски јазик за читање литература или за пеење песни? За пеење. Ако треба да избереш едно, дисциплината од класичната музика или слободата на современиот израз?
дисциплината од класичната музика. Ајде, така ќе Тука е. завршиме. Написи се сега вода. Добри бевме, добри. Уште неколку ни остана, ама ќе си дозволам да те прашам, бидејќи Ако ова е нема интересно. проблем. Бидејќи кажа дека односно знам дека и рускиот си добра, така го зборуваш рускиот? Да, имам учено неколку години. Ете, така. Сега, например, ако треба да бираш меѓу тоа да пееш во македонска опера и балет или на сцена во Москва? Ми пеела во Москва, дефинитивно. Москва, нели? Да. Таа сцена која што... Требаше да одам. Стварно? Да. Имавме лани, фактички лани, во Бугарија имавме на руски романци баш надпревар и имам освоено прва награда за мојата категорија. Тоа се вбројува во повеќе категории, зависи од возраста. И требаше да се иде во Москва, но поради случувањата, нели. Наградата беше дека ќе одиме во Москва, да, требаше да одиме во Москва и да имаме таму настап, но за жал поради ситуацијата не успеав да одам. Не требало тоа сега Огромна да желба ми биде. е, се надевам еден ден. Ќе се се исполни, оствари. да. Зошто да не ти си премногу млада? Добро, ова со рускиот, ајде, доста од прашањата, мислам дека беше интересно. Чекај сега малку да направиме една анализа. Нешто ми беше интересно? Ова каде што велиш дека повеќе како музичар те обликувала македонската опера и балет отколку семејството дома. Да, бидејќи семејството дома секој си имал свој пат. Со пеење сум јас прва од мојата фамилија со тоа што се занимавам. Татко ми беше диригент, чичко ми исто е диригент, дедо ми тапанар, сите се различно, а мене од секогаш пеењето ми било тоа што едноставно сум била јас. И македонската опера ми има помогнато многу во тоа, бидејќи веќе 3 години веќе работам, од која што 1 година сум вработена и стварно секојдневни проби, режиски проби, па костими, на сцена, тоа е тоа. Што треба највеќе да те обликува. За мојата струка. Јасно. Кажи ми, да се навратиме малку на оној период од детството во смисла на корените кои што нели ги споменавме. Значи, едниот тој дедо беше тапанар на синтезис. Да. Тоа е дедо по... На мајка ми таткото. На мајка. Да. Радослав Шутевски. Ете така. А на татко ти? Михајло Николовски има работено во Битола, бил директор на школото. На музичкото, да. И бил декан на факултетот за музичка уметност, композитор, предавал хармонија и едноставно и он бил човек што за жал го немам него запознаено. Има починато пред да се родам, но според луѓе што ми кажувале за него бил стварно прекрасен човек и паметен. Многу ми е криво што го немам запознаено. Така, многу сакал внука, женска. Па еве денеска го има тој момент, нели, верувам дека таму некаде сигурно е горд на оваа внука. Подоцна татко ти доаѓа не на негово место, меѓутоа на истиот факултет, нели? Да, и он бил професор, исто така и диригент во македонската опера и балет. Со чичко ми имаат студирано и во Русија, таму мене ми доаѓа, мислам дека желбата за руската уметност, да, во Санкт Петерсбург имаат настапувано и таму исто на тие сцени. Татко ти те учеше руски јазик или како? Нешто ми има научено, но повеќе на курс. Сама си одлучив да си одам за да убаво го научам и правописот и како да се изразувам, а италијанскиот го учев поради операта. Повеќето опери се, ако не еве 90% од оперите се на италијански. Да, тоа било секогаш интересно, нели обично луѓето се прашува, знаа ли точно што пеат, ама едноставно мора да знаеш за емоцијата. Точно, да. Како се прави опера? Како се креира опера? Дали постапката е истата како што се прави представа во театар? Па сега зависи кој композитор, секој композитор си има свој стил, но има, пример, ние сме учеле хармонија, која што имаш правила и прописи, кои што ти кажуваат како треба да напишеш некоја опера, а секој композитор си има и свој стил. Некој ги има ти кршено тие правила, како Бетовен, но, еве, пример, Моцарт секогаш си се водел по свој систем и Пучини и Верди. Тие тројца, мислам, Пучини и Верди се за опера најдобри. Така, имаш ли ти омилена улога, омилена опера во која што учествуваш? Имам Травијата. Ла Травијата и исто така многу ја сакам Боеми. Таа е многу убава опера, многу е забавна. Музета сум ја пеела до сега, ама на мој концерт не настапи. А би сакала нормално и соло.
понатаму во опер. Така да, интересно е Има што разлика. Има разлика, да, има разлика. Меѓутоа ти велиш дека оперското школување на гласот ти дало еден куп предности во однос на соло пеењето, нели, ако таму е повеќе поп фазон, ако треба да бираш меѓу двете, сега ова не е или прашање меѓу ако треба да бираш меѓу двете. Ме прашувале луѓе. а? Операта ми е прва дефинитивно, уште од дете, ама поп едноставно друг човек сум кога пеам поп музика и џез музика. Едноставно друг дел од мене излегува на сцена кога го пеам тоа. Так. И не би можела да ги одвеам. Така. Имаш свој албум, тоа е прв, кој што е достапен на Spotify. На Spotify, Apple Music, на YouTube треба исто да го ставиме. Повеќето песни ги има, но треба да го ставиме и на YouTube. Так. Ама го има и на Spotify, и на Apple Music, и на некои други платформи. Може после да ги покажеме, небитно. Так. Значи, таму имам 8 песни авторски со Давор Јордановски и Весна Малинова, Борче Нечовски, Мите Тралала, имаме снимано продукција кај него исто така. Он правеше исто така продукција на некои од песните. И како си задоволна, какво е чувството да си има свој собствен албум, со гледам тоа дека нели точно знаеш што значи музиката и претходно си следела многу автори, многу пејачи, а сега ти си на онаа страна која што го има тој како и да кажеме добар момент. Точно. Не ми текнува на зборот, ама има еден збор. Многу бев среќна, бидејќи доста млада ете прв албум извадивме. Со Давор, нашиот начин беше повеќето песни да одат на фестивали. И пример после тоа, тие сите песни да ги ставиме во еден албум. Единствена песна која нема одено на фестивал е Се менува, заедно со неговата ќерка, Лина Јордановска, имаме направено дует. И Лага е, која што е моментално на радио најпуштана песна вака од моите песни. И сум прилично задоволна, би сакала и спот да снимам за таа песна, а сега подготвувам и втор албум. И има една песна која што не ќам да ја откријам. Добра. Мене за сега ми е омилена и за таа исто така би сакала и спот да снимам. И иде работата. И по фестивали, на свирки си ги пеам песните. Прилично сум задоволна. Те има и на свирки, тоа е исто трет моментот, нели? Да. Бидејќи сите некако се различни, ама некако ми дава до значење дека Мила едноставно сака се што е поврзано со музика и дека многу е тешко да се насочи само на еден правец и еден момент. Така е, да. Соло пеењето сепак и операта ми е првично, ама друго едноставно има и други луѓе со кои што сме си колеги, нели? Так. И се разбираме. Так. Има луѓе кои што се само на едно насочени. Јас не би можела никогаш така. Мислиш дека секогаш така би функционирала, нели? Да, Претпоставам. бидејќи сепак е страдата ако немаме често нели настапи, не штети на гласот, стварно не штети. Ако секој ден човек има дисциплина да си работи тоа што треба, соло пеење, понекогаш да има некој настап на естрадна сцена, нема никаков проблем. Така. А ти си испоставили точно она што ти го кажуваше твојот татко, дека музиката е убав момент, меѓутоа е многу тешко да работиш со музика. Точно, Дали да. сега ги сваќаш во друга форма неговите зборови, онака вистинското значење, да? Секојдневно. Бидејќи стварно треба човек и да го сака тоа, него му требаше време да разбере дека мене тоа едноставно ми е љубов. Тоа дека го сакам исто и мајка ми. Мајка ми мислам дека малку порано разбра од него дека музиката ми е и пеењето, дека ми е љубов и дека тоа сакам да го работам во животот. Татко ми му требаше време, имаше еден настап во универзална сала. Добро, тој имаше настап. А не, Јас ти, имав добро. настап. Тој секој втор ден имаше настапи. Бог да го прости. Во универзална сала имавме настап од Орце Николов, бидејќи имам гимназија завршено, имавме настапи професорката по музичко, Сузана Тнокова, можам да ја спомнам, и она многу ми помогна, зашто и со неја сме разговарале, сме имале часови за естрада. И имавме настап од Адел песни се пеа, и јас исто така настапував и мислам дека тогаш разбра, и дедо ми тогаш разбра, и татко ми дека сакам да пеам, дека едноставно тоа е тоа. Тие беа во публика или? Беа во публика, да. И што ти викаат после настапот се сеќаш? Беа воодушевени, не очекуваа дека имам таков глас, веројатно и дека работев со Сузана Тнокова. А по дома не те слушнале? Па не. Како?
Повеќе Како не те слушнале по дома? па ќе пеев, ама не е исто кога ќе искочите на сцена со микрофон, со матрица, дали со оркестар, не е исто. Верувам. Многу е различно. Верувам. Друго е дома човек да си подпевнува, друго е на сцена кога ќе искочи. Така е. Кажи ми, беше ли притисок тоа што твојот татко е Саша Николовски ѓумар? Да се покажеш, да се докажеш пред професорите. Дали беше привилегија? Привилегија. Да. Не ми беше притисок. Може би прва и втора година факултет, бидејќи соло пеење почнав директно на факултет, што е многу тешко. И ми требаше доста време да го сватам моментот на главово пеење и грлено пеење и микс војс и сите тие работи. И тоа треба, според мене, да се почне малку порано. Јас почнав многу касно со соло пеење на 19 години, ама па некои професори сметат дека треба тогаш да се почне, бидејќи тогаш гласот веќе е созран. Аха. И може би тие 2-3 години, дур се навикнам да пеам опера, да ми беше притисок малце. Така, какво беше чувството да се биде во просториите, да се биде во оние клупи каде што предаваш и твојот татко? Убаво, бидејќи сите имаат прекрасни зборови за него, и професори, и студенти, многу луѓе има инспирирано. Многу луѓе ден денес се занимаваат со музика поради него, бидејќи он исто така имаше огромна љубов кон музиката, живееше за музиката, па исто и мајка ми кон балетот. И привилегија ми беше. Со огледа на целата таа поврзаност, пред се, нели, релацијата татко-ќерка, но и музиката, колкав шок беше оној немил настан кој што се случи? Огромен шок беше за мене. Како ти го надмина тој момент? Во тој момент бев на надпреварувањето за Тајно моја мюзиклот, не знам дали ви текнува, таму учествува. Во опера и балет. Оној мюзикл што требаше да биде за Тоше Проески. Односно, бидна, да. Одеше 10 представи. Епа, јас бев на тоа надпреварување и кога се случи настанот, беше надпреварувањето, требаше да имаме фактички после неколку дена финале, не полуфинале, па финале. Не знам, искрено, јас бев у толков шок што да е жива и здрава и мајка ми, и фамилијата, и пријателите кои што стварно ми помогнаа да го надминам и многу време ми требаше. Еве, искрено да кажам, 3-4 години сигурно, за да почнам да се осеќам како нормалната Мила. Продолжи ли на тој надпревар? Тогаш? Продолжив. Тоа значи само неколку дена од како почина твојот татко? Да, 1 или 2 недели еве да беше. Не сакав да пеам, но имаше многу и познати музичари кои што беа таму и ме убедија барем една песна да испеам и поради таа песна ме примија во Тајно моја. Баш памтам Метлест од тета Джеймс ја пеев и многу ми беше тешко, значи знам дека плачав и пред настапот и после настапот и плача и луѓе во публика и во жири сите што беа плача. Знам Игор Дурловски беше во жири, они беа многу блиски. И така, Тајно моја да не беше, не знам како ќе го пребродев тој период. Многу ми помогна. Предпоставувам. Многу емоции, посебно кога е, нели, тогаш, самиот момент, но веројатно истовремено па тоа ти дало дополнителна сила. Да. Нели, да бидеш еден добар пример за сето тоа што тој го работел. Мајка ми највеќе ми помогна. И мајка. Мајка ми, да. Она ми беше најголема поддршка. Секоја чест. Не тргна по стапките на мама со балетот? Одев на балет, 6 години, одев на балет, но имав проблем некој со колената, еве и она нормално знае и едноставно според нејзе моето тело не било за балет. Аха, тоа од старт ти го кажа? Па не, кога веќе бев поголема. Четврто примерно одделение, зашто тоа се знае уште кога човек е мал. Првите 2-3 години треба да се види дали ќе биде или не. И сега да, работата беше ако ме бидува нормално, за тоа да продолжам како соло, а не да играм во ансамбл. Значи за балетот сепак треба многу предиспозиции. Многу, да. Не треба. После само многу работа, туку од старт треба многу предиспозиции. Да, па и за пеењето треба. И за пеењето треба, ама за балетот уште повеќе. Да. Зборуваме веќе и за физичка градба и така натаму. Да, и стапало какво има. Так, а ти уживаше во... Сакав балет многу, сакав балет. И пеење и балет. Да. Уште од иста возраст. Интересно. Како да се израсне во такво семејство, кога сите се со музика, кога нема работно време, кога сите се растрчани со ангажмани натаму наомо? Епа,
Јас одев и со мајка ми и со татко ми. Пример на балет, зашто одев на балет, заедно со мајка ми си одев во музичко, тука тетка ми предаваше клавир. Едноставно како дома ми беше. Секаде и како музичкото, дома. да, и музичкото и бев навикната уште од многу мала возраст, идам во школа, доаѓам дома, одам во музичко, на балет и по цели денови така сме биле. И за мене тоа беше сосема нормално, за други не беше и не ме разбира. Или кога ќе ги викнев на опера да идеме. И нормално некои другарки што ми биле што исто така се занимаваат со музика и нивните биле музичари. Братучетка ми исто така, Александра Кировска, со неа заедно сме одели и на опери и на настани. Она гитара свири заедно и соработуваме со нејзе. Така, тоа е интересно, значи и фамилиарно продолжуваш пак да работиш. Да. Таа нишка некако не е Сите спорна. фамилиарно, сега освен брат ми, сите се со музика. Брат ти по кои стапки тргна? Брат ми ја има фатано жичката, сега двајца браќа имам. Аха, да се добро, разбереме, добро. да. Двајца браќа имам, од на татко ми страната брат ми, него исто така он има свирано клавир, знае клавир. Он е повеќе по IT, математика, а татко ми имаше и таква жичка, има завршено електро 2 години, факултет. Аха. Да, и брат ми ја има таа жичка фатан. Каква приказна, каква историја. Многу интересно. Интересна. Другиот брат? Другиот брат исто така повеќе е за IT, архитектура, двајцата се поразлични. Интересно. Да. Интересно. Ами двајцата сакаат музика, едниот си пее, другиот свири клавир и така. Тоа е неминувано. И гитара. И замисли тројцата да се појавите на сцена. Баш би било тоа убаво. Може би некогаш. Зошто да не? Брат ми тапани едниот сака. Стварно. По дедо ми, да. Како велат, крвта не е вода. Дефинитивно. И стварно е така. Дефинитивно. Предлагам да те видиме на кратко на сцената на Макфест, да видиме како изгледа Мила во на фестивалско издание. Може. Малку музика да слушнеме и ќе се вратиме, може? Може. Ајде. Да, ова е истата она Мила која што ни е во студиото. Има ли разлика од твојата поставеност кога си вака еве на интервју со другарките дома со мајката или на сцена? Има. Дали е тоа различна Мила? Па, не би рекла дека е различна, може би малку посериозна, нормално пред настап, фокусирана и нормално сум кажала и на сите пред настап оставете ме. Аха. Да се одморам на рад, да си се спремам. Тоа ти е некој ритуал? Да. 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 Не е убаво човек многу и да зборува и да се дере пред настап. Треба да е посмирен. Како велат да се штеди гласот. Да, треба да се штеди. И ми се случило и 2 настапа да имам во денот и едноставно меѓу настапите сум потивка. Да, потивка. Интересно. Ни испрати неколку фотографии од детството, може да ги погледнеме, кои што нели ќе бидат еден убав спомен од сето она што било во тој период, па може да ги скоментираме, може има некоја интересна приказна позади сето тоа. Може. Ајде, режија, одиме со првата фотографија. Еве, Мила, кој вели дека децата не знаат што сакаат да бидат кога ќе пораснат? Мила, колку години имаш тука? Тука мислам дека имам 4 години. Сликава е кај баба ми и дедо ми. Аха. Они си ја чуваат ден денес и на нив и на мене ми е омилена слика од детството. Каква радост, каква среќа има во твоите очи со ова микрофон, вистински или нешто губиш? Вистински. Не памтам што сум пеела, ама ете од дете дедо ми го дал. И Баш се убаво. гледало. Баш убаво. Дека тоа сакам да го правам. Тука си помала. Тука сум бебе, да. Тука си веќе бебе, тука Тука си сме- посериозна, одма настап, гледаш сцена, те сликат и Да, одма кога си и да ме посериозна. сликале, сум ги ококорувала очите. Со мајка ми и татко ми сме тука, да. Прилично мала сум тука. Колку да имаш тука годинка Па, и може нешто? нема ни годинка. Многу е смешно што ми има и мајка ми кажувано, што кога сум се родила, со волку коса сум била. Стварно? И да, им било доста тешко. Секогаш ми паѓала на очи и ми ја кревале. И затоа кога ќе ми ја кренеле очите, толкави ми биле. Може и за тоа така реагираш кога те слика. Да. Светло ми било. Баш добро. Тука сме со татко ми во стариот стан во Капиштец. Си имавме рутина, примерно, кога ќе дојде од проба, си седевме заедно. Тука памтам дека беше и баба ми. И беа дојдени роднините од Америка. Чичко ми таму живее. И тука се забавувавме. Се смеевме. Убави спомени многу. Баш. Тука сме со братучетка ми Дарија од Америка и со татко ми исто во станот во Капиштец.
беа дојдени за втор пат, мислам дека од Америка, сега летова пак ќе дојдат и со нив бевме цело време. Ке си вратите спомени буквално. Овие се оние физички тука. Оваа фотографија? Да, оваа фотографија е со баба ми исто, Бог да ја прости. Ете го брат ми, тој е Михаил Николовски. Аха, тој е брат. И тука татко ми знам дека имаше земено многу добра награда за животно дело. Како диригент и овој беше многу битен момент. И бевме ние сите многу горди. Така. Беше ли горд на неговите лични успеси, на сето тоа што го правеше, бидејќи за тоа да го правиш, едноставно, просто кажано, не се прави тоа за ниту една пара на светот. Туку Бев, да. Тоа е едно лично задоволство и достигнување кога стварно го сакаш она што го правиш. Бев многу горда и од татко ми и за мајка ми, она исто така многу кореографија има направено и за Тоша Проески, и за многу познати личности, и на дедо ми, на двајцата дедовци, и на чичко ми, на сите, и на тетка ми, тет ми, на сите сум била секогаш многу горда. Така, да, лекции од сите, буквално. Сите имаат своји успеси, да. И настапи во странство, награди, сето тоа. Така, бев многу горда. Верувам дека уште од мала си имала можност да ги запознаеш многу од музичарите, од пеачите. Памтиш ли некоја можеби интересна средба, анегдота, нешто? Памтам кога дедо ми има настап со синтезис во универзална сала и ме имаше запознаено со Калиопи. Многу бев фан на Калиопи, да, и бев многу среќна за тоа. И исто така и мајка ми и татко ми многу беа добри пријатели со Тоша. Ми има запознаено и со него. Он има и кај нас дома седано на настапите негови, татко ми има диригирано. Јас сум си била тука во бекстејдж, си носев другарки и нив ги запознавав. Беше ли важно дека го знаеш Тоше Проески лично? Па така, бев среќна многу, ама да. Поинаку ги доживуваше веројатно. Многу ти беа за мене беше тоа многу да. нормално, да. Другите беа воодушевени, за мене беше нормалното. Така. Мила, привршуваме, што е она што следно ќе го слушнеме од тебе? Новата песна со новиот спот и уште многу фестивали и се надевам поголеми настапи. Ќе биде тоа за скоро? Да, летово. Летово, одлично. Снимено е се или доправа ќе се снима? Спотот треба да се снима, песната е снима. Песната готова, добро. Ќе биде ли хит? Се надевам, да, летен хит. Мора да биде. Ти благодарам многу за денешното гостување, за споделените емоции. Ви благодарам и на вас. Да, илузија ќе биде она што ќе го слушнеме од тебе како за крај на денов. И Супер. да се гледаме за убави работи. Ви благодарам. Следна опера кога да те слушаме и да те гледаме? Во сабота. Во сабота. Во сабота, Добро, Тоска. која опера е? Тоска. Одлично. Фала ти уште еднаш, да се гледаме за убави работи. Фала ви за на крај, вас. одиме со илузија на Мила, останете на Сител.